Мислам дека е релативно голем потрес за нашата политичка сцена, но и судскиот систем воедно. После ова политичката кариера на Груби, како и судската кариера на судијата Беџети е во прашање, односно мислам дека нема голема иднина. Вака Марко Трошановски, председател на Институтот за демократија, го оценува ставањето на поранешниот вице-премиер од редовите на ДОИ Артан Груби и Емир Беџети, судија во апелациониот суд на Северна Македонија, на црната листа на Стејт Департментот на САД. Овие ставање на црна листа на функционери немаат никакви импликации по нашиот правен систем, односно немаме обврска да постапуваме по истите, меѓутоа се силна индиција дека нешто длабоко трулово судскиот систем кој што не постапил до сега по вака високи сомнежи за криминал и кривични дела. Тежината на американското влијание, особено во албанскиот електорат, знаеме сите многу голема. Тоа се само дел од низата поранешни па и се уште актуелни високи функционери кои досега се најдоа на црната листа на американскиот Стејт Департмент. Поранешната судика во судот за човекови права во Страсбург, Маргарита Цаца Николовска, вели дека досегашното искуство зборува дека и покрај ваквите сериозни наводи домашните институции досега не одговориле соодветно на нив. Дури би рекла дека има и одредено подсмевање на таквите одлуки, што е жалосно да се случуваат вакви состојби, ако некој од надвор, кој што нема апсолутно никаков интерес да презентира недоверба кон лицата кои што се ставени во таа црна листа, не се прифаќа како добронамерно или понатаму да треба да се врши таа некоја одредена истрага, зошто, како, што, и да се... Ова е како едно укажување, меѓутоа ние, за жал, после тоа укажување, ништо не сме направили. И мислам дека не е во ред таквото однесување. Она што сега му останува на македонското судство, вели Трошановски, е да почне да ја работи својата работа и да започне истрага. Да видиме кои се тие цврсти докази што ја натерале Америка да го стави Груби и судијата на црна листа. Она што од претходните случаи знаеме дека не се постапува по ниеден случај, во многу пати обвинителството нити се одважи да побара пакетот на докази кои што ги поседува Америка, во основа на кои што може овде да отвори истрага, дури некогаш и може да скокне пред истрагата ако се тие доволно силни докази и аргументи, верувам се. Ваквата одлука на Стејт Департмент од Цаца Николовска вели дека треба да се сватат најдобронамерно. Треба да се поттикнат истражните органи да видат зошто е таквата одлука донесена и што тоа лице има направено. Точно е, има одредени процеси за некои лица, меѓутоа не за сите лица. И повторно доаѓаме во една ситуација на селективен пристап. Кај едните ќе водиме истрага, ќе водиме судски процеси, кај другите ќе се правиме дека ништо не се случува. Како пример, актуелниот струшки градоначалник Рамис Мерко, кој на американската црна листа беше ставен на 20 јуни 2023 година, на обвинителна клупа сидна дури во април 2024, што значи цели 10 месеци по одлуката на официјален Вашингтон. Против него во моментот се активни 8 предмети. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.